Добар ден, ученици! Јас сум одделенски наставник Силвана Јуровска, работена во Основното општинско училиште Ато Шопов, кое се наоѓа во општина Кутел, во градот Скопје. Се наоѓаме на часот по ликовно образование во 4-то одделение. Бидејќи имаме ликовно образование, се наоѓате во една ликовна работилница, добро дојдовте и ви посакувам успешна работа. Наставната содржина која што денеска ќе обработуваме е графика, картон, печат. Кои се целите кои што денеска треба да ги постигнеме на овој час? Да се стекнете со елементарни знаења за графиката како ликовно подрачје, самостојно да изработите матрица за картон печат, да ги совладате постапките за печатење, употребувајќи ваљак или дланки, нанесување на боја и печатење. Да создадете ликовна творба преку графика, да развиете креативност и умешност во изразувањето со користење на графика, картон печат. Да ги примените веќе стекнатите знаења и вештини за ликовно образование, затоа што вие и досега сте имале ликовно образование уште од мали ноги, почнувајќи во основното образование од прво одделение, па се до денеска до 4-то одделение во кое што се наоѓате. И да ги негувате хигиено-техничките и работните навики. И на крајот да развивате љубов кон ликовното творење и позитивен однос кон уметноста. Уметноста е омилена меѓу вас, учениците, и затоа да се обидеме убаво, релаксирано да го поминеме часот, создавајќи една пријатна, расположена атмосфера во која што вие ќе творите. Подгответе го вашето работно катче и седнете правилно пред материјалите. Што е тоа што ви е потребно за денешниот час? Картон, молив, лепак, ножички, ваљак, боја и лист од блок. Да се запознаеме прво со тоа што е графика. Графика е ликовно подрачје во ликовната уметност, која се разликува од цртањето и сликањето, по тоа што ликовните дела настануваат по пат на отпечатување во различни техники и материјали. Ликовното дело, творбата, се нарекува графика, а уметникот графичар. Значи, вие ќе бидете млади графичари денеска. За да се добие графика, уметникот не црта на хартија или на картон. Прво тој прави скица, па потоа ја пренесува на подлога или плоча, која може да биде од разновиден материјал, дрво, картон, метал. Таа плоча е матрица во која, во зависност од техниката, се длави, реже, обработува, потоа премачкува со бои, хемикали и се печати со помош на притисок. Така се реализира графиката како уметничко дело. Постојат повеќе видови графика. Повеќите видови печати се длабок, висок, рамен, пропустлив и комбиниран. Видови техники со висок печат се картон печат, дрворез и линорез. За матрица може да се употреби картон, линолеум, дрво или метал. Значи, за картон печат користиме картон. Матрицата ја изработуваме во картон, ако сакаме да работиме во картон печат, како што ние денеска ќе работиме. Ако сакаме да работиме со линорез, тогаш работиме на линолеум, а дрворез се работи во дрво. На матрицата за печатење исцртуваме нашата идеја за графика. Подолу гледате слики, кои што мислам ви се веќе познати, како првачиња сигурно сте правеле со вашите наставнички дланки. Дланките се си ги боеле со разни бои, па сте отправиле отпечатоци и обично за
денот посветен на детската недела се изработувале дрво од вашите рачиња, од сите ваши другарчиња во вашето одделение. Понатак имаме една ликовна творба каде што ваше другарче изработило домашно мелениче со помош на картон печат. Понатак имаме слика изработена од боја која што е нанесена на дел од дланката и дланката обоена со боја е притисната на обична хартија. Значи, печатењето е всушност притискање на материјал кој што сакаме да го искористиме, како картон, линолеум, дрво или метал. Одиме понатак. Картон печат. Значи, ова е тоа што ние денеска ќе го работиме, односно, вие треба да изработите ваши ликовни творби, да видиме што е тоа, да се запознаеме малку подлабоко со картон печатот, постапките, па потоа ќе преминеме на практична работа. Картон печат е графичка техника на висок печат, иста како линорезот и дрворезот. Таа е индиректна техника која што матрицата е изработена на картонска основа. Која е постапката за да добиеме картон печат? Прво, со молив се црта замислената тема. Дали темата ќе ви биде дадена од наставникот или ќе ви биде по слободен избор, вие да си изберете мотив кој што сакате да го отпечатите, оставам на вас и на вашите наставнички. Потоа се пресликуваат облиците. Овдека мотивот е пеперутка. Пресечените облици се лепат на тврда основа, картон, потоа со помош на ваљак се нанесува бојата на залепените облици. Значи, погледнете како вашето другарче со помош на мал ваљак ја бои формата која што сака да ја добие. Тој ја одбрал зелената боја, меѓутоа секој по свој избор може да си одбере друга боја или, доколку сака, може со четка да го обои мотивот, односно матрицата, во различни бои и тогаш би била поинаква ликовната творба. Листот на кој што треба да се отпечати се нанесува над картонот и се притиска силно. Со дланките на вашите рачиња притискате за да добиете убав картон печат. Во овој случај картон печатот е мотивот пеперутка. Еве ја пеперутката која што вашиот соученик ја добил на неговиот картон печат. Да запомнеме, графиката е ликовно подрачје, ликовните творби во графиката се добиваат со отпечатување, а матрицата е подлога со која се печати. Еве неколку успешни творби кои што се добиени, за да ве поттикнам како се би можеле да изработите графика со вашите рачиња. Првата слика е сечење на виолински куч. По музичко се запознавте со нотите со виолинскиот куч, значи ова е интегрирана една наставна содржина, една ликовна творба, права уметност, каде што се споени музичкото образование и ликовното и се повториле и нотите и виолинскиот куч. Ученикот ги нацртал на матрица, потоа ги обоил, втората слика гледате со четкичката како ги бои, и потоа одозгора го ставил ливчето на кое што сака да отпечати, стиснал со дланчињата и го добил, значи, својот труд, жолтиот картон, гледате, значи, тоа е матрицата, а
белиот лист всушност е неговата ликовна творба од печатокот. Тоа е графиката. А подолу се пеперутките на предходните начини на кои што учениците покажа како со техниката графика ги направиле нивните ликовни творби, картон печат со мотив пеперутка. Ајде сега со вашите рачиња да печатите. Со весниците заштитете работната површина на која ќе работите, потоа картонот ставете во врз весникот, приборот нека биде до вас. Нацртајте ја вашата идеја. Таа е вашата матрица. Како идеја, бидејќи се приближуваат новогодишните и божикните празници. Еве уште неколку идеи кои што би можела јас да ви ги посочам, а оставам на вас како ваша идеја да си одберете што ќе изработувате. Може да нацртате неколку елки, лампиони, украси за вашата новогодишна елка во вашиот дом и потоа да ги обоите, да ги залепите на картонот и со притискање на листот на кој што сакате да добиете отпечаток, да добиете повеќе елки и повеќе украси за вашата новогодишна елка. Мислам дека идејата ќе ви се допадне. Листот на кој што треба да се отпечати, треба да го ставите врз матрицата и стилно да притиснете. Доколку отисокот не е силен, по-мал ќе биде печатот. Ви посакувам успешна работа, се надевам и верувам во вашата креативност да создадете уметнички дела. Ви посакувам успешна работа, се надевам и верувам во вашата креативност да создадете уметнички дела. Ви благодарам и останете во добро здравје.